вршител на должност, а другиот банкар на фамилијата Заев. И кои слики ќе ги види македонската јавност? Ќе види поплавени багерски единици. И тоа не е прва таква слика. 4 и 5 поплави. Пред секое зголемување на струјата имаме хаварии. Видовме запалени блокови, видовме запалени трансформатори. Деновиве гледаме поплавени багерски единици. И никој не ја сноси одговорност. Огромни милиони државни средства, народни пари се одлеваат поради нивната неспособност, а овде ќе разговараме за заем од 20 милиони евра. Да, потребен. Апсолутно е потребен. И во договорот пишува дека е предвидено дека акционерското друштво Електрани на Македонија ќе плаќа на Европската банка за обнова и развој провизија во висина од 0,5% за неповлечениот дел од заемот на годишно ниво, и тоа практично секогаш го има во договорите. Меѓутоа, што ќе правиме ако повторно доцнат нивните инвестиции? Што ќе правиме ако и кон нови инвестиции се однесуваат неодговорно, онака како што се однесуваат кон РЕК Битола? Ова влада ветуваше дека фотоенергетската електрана Осломеј од 10 мегавати ќе биде готова во јануари 2020 година. Реализацијата на проектот сите гледаме дека се одвива споро. Тоа не укажува дека доколку Осломеј 2 и Битола не ја запазат динамиката, би се плаќале дополнителни средства. И секој инсталиран мегават час ќе чини поскапо од она што е предвидено. Во прилогот 2 на страна 14, точка Д е предвидено ЕСМ да информира Европска банка за обнова и развој за секој намалување на вкупниот број на вработени. Дали токму овде и со овој договор имате најава за итни отпуштање, имајќи предвид дека за управување и одржување на напонските електроцентрали потребно е многу мал број на вработени. И на страна 29 од овој закон кој што го предлагате во прилог 2, износот за консултантски услуги е 750.000 евра. И таков износ е преголем од причина што фотонапонските електроцентрали се наједноставна технологија. Меѓутоа, гледавме и го видовме, и јавноста виде како еден ваш екс-премиер заедно со Рашковски договарале студии кои што се само во нивен интерес, само во интерес на картелот на Заеви. А власта на чело со двојецот Ковачевски и Ковачевски под менторство на кланот Заеви не престанува да го плjačкосува електроенергетскиот сектор. И ние тогаш кажавме дека и во првите 100 дена од владата на Ковачевски склучувале договори во 4 очи без објавување на тендери, тоа во вредност од 200 милиони евра. Замислете, за секој еден ден од првите 100 дена на Ковачевски, за периодот кој што велеше дека не му треба грејс период, тие трошеле по 2 милиони евра дневно. Овде се двата неверојатни тендери за набавка на мазут во вредност од 112 и 15 милиони евра, двата историски најголеми тендери за надворешна механизација од 19 милиони и 5 милиони евра. И овде не завршува Елдорадото на СДСМ и РЕК Битола. Па во 2022 се склучи и нови договори во 4 очи за ангажирање на надворешна механизација. И додека се делат милионски тендери, вработените во РЕК Битола немаат добиена ХДЗ опрема скоро 4 години. Без срам, раководството најавува штедење на резервни делови и потрошен материјал кои што се основни за нормално функционирање на рудниците и на електраните. Ова е свесно направено за да се оправдаат милионските евра на плjačкосување од надворешни фирми. Полека, но сигурно, ова здружено делување на криминалната власт успеа да го уништи и да го доведе во коленици елем гигантот на енергетскиот сектор. И вие зборувате дека сме биле во енергетска криза, дека имало енергетска криза, секојаш повикувајќи се на надворешни фактори. Меѓутоа, токму во енергетска криза енергетските компании треба да остваруваат поголем профит.
во енергетската криза можеби ќе доведе непријатности за останатите сектори, меѓутоа енергетските компании се оние кои што ќе бележат раст из големини профити. Можеби така е насекаде во светот, меѓутоа кај нас е обратно. Иако имаме енергетска криза, иако имаме зголемување на цените на енергенците, од наша страна овде гледаме дека само се намалува произведената електрична енергија и тоа станува збор за огромни бројки на произведена електрична енергија и сето тоа оди на штетата на обичните граѓани кои што немилосрдно се задолжуваат, а впрочем сега и се најавуваат и нови задолжувања. Да скратиме и да бидеме објективни и искрени за она што се случува. Ваквото задолжување е повеќе од потребно, 25 милиони евра кои што ќе бидат употребени за фотонапонски електрични централи, меѓутоа представуваат премал капацитет, сметаме дека е прекасно и сметаме дека луѓето кои што треба да ги реализираат овие заеми се целосно дискредитирани во очите на јавноста, во очите на стопанството, во очите на сите кои што живеат овде во Македонија. Оние кои што за 2 години успеа да ни ги урнисаат рек Битола, кој што патем има капацитет од 700 мегават часови. Овде станува збор за здружна моќност, заедничка моќност од 30 мегавати часови. И затоа рековме дека не е целосна транзиција, туку можеби најава за транзицијата. Тие кои што не доведува во ваква ситуација немаат никаков кредибилитет да земаат заеми од народни пари и да спроведуваат вакви проекти. Затоа треба што побрзо да се одите, ова собрание наместо вакви заеми треба да изгласа предвремени парламентарни избори и да престанете да ги компромитирате иднината на граѓаните